Пак книгата е правена во една така наречена, да речеме, комбинирана метода, теренски истражувања, интервјуи, архивски истражувања и сето тоа сублимирано, отделно што е добро, што е лошо, што е веродостојно, што не е. И така се почна се раѓа историјата на Робово. Јас сум горд на моето село, после ќе ви кажем и зошто, бидејќи тоа било село со дух. Имало луѓе многу кои што биле пред времето. Така да, кога имало визаджи, на мајка ми на 40 дена ги снимав најголемите материјали за училиштето во Робово. Тие луѓе што седеа на маста со мене беа се возрастни, некои дури се сеќаваа на некои моменти од животот на селото, од работата на училиштето, за учителите, така да може да кажеме, користев секоја можност да забележам нешто во мојот магнитофон. Тогаш немаше кастофон, немаше мобилни телефони, магнитофон да го носев со мене и ден денес ги чувам тие разговори, може да се слушна и на сите гласно да си го слушнам. И тие ми беа најдрагоцен материјал во градењето на, да речем, тоа беа кишмата на историјата на Робово. Така. Потенциравте и претходно во една друга книга Училиштето во село Робово, дека отворањето на училиштето прави еден пресврт, една значајна точка за понатамошниот развој на селото и целиот општествен живот. Апсолутно, бидејќи силата е во образованието, во науката, во знаењето, ама тоа обичен човек тешко го сваќал. Јас ќе ви кажам само една анекдота, таа не ми запишна, многу го знам. Кога Дедо Мицо Караджата, овде има негова слика, ќе ја видите, дошол на идеја да отвара училиште во Робово, бидејќи тој бил многу заможен човек. Бил богат земјопоседник, вешт траговец и вешт во конверзација, во разговор со луѓето. Така да бил умилен меѓу робовчани и не само меѓу робовчани, имал во Струмица голем број пријатели, во Солун, во Серес, дури бил пријател на еден начин и на Верковиќ, со кој што често пат дури стапували во контакт. И кога го донесол учителот во Робово, селаните ги собрал. Бил голема фигура. На секој негов збор се одзивале. И еден човек прашал, Дедо Мицо, многу убаво, ама шо ти ќе научиме да читаме и пишуваме? И гледај колку пластично Дедо Мицо му одговорил. Вика вака, јас сум траговец, ќе пишам во Берово, толку кила слигова ракија, толку борови даски, толку тоа не мора да одам таму, ќе ја пратам по еден од вас. Книгата тие на мен ќе ми донесат. И луѓето се замислиле и прифатиле. И второ па еден кажал, абе Дедо Мицо, Арнош има даскал, ама многу ни ситно даскалчето. Бил още тоа детишкар, 18-19 години. Дедо Мицо, знаеш што му кажал? Вика, и лирата е мала, ама кошта 100 гроша. А грошо е голем, ама е дел од лирата. И со тоа, значи, бил многу екзактен, многу практичен човек, знаел да каже и да докаже.